Од 1 јануари 2026 година струјата поскапува по блокови, со просечно зголемување од околу 2,3% за 85% од домакинствата, односно 57 до 70 денари по сметка. Прашањето е дали ударот ќе остане само кај сметките или ќе се прелее во цените на храната и услугите. Експертите предупредуваат дека секторите со висока потрошувачка на струја, како пекарството, се наизложени, но ефектот може да биде ограничен. Бизнисот е поделен, едни најавуваат можни корекции, други тврдат дека ќе го апсорбираат трошокот. Инфлацијата и натаму е присутна, со годишен раст од 4%, а клучен тест ќе биде првиот квартал, дали поскапувањето ќе остане техничко или ќе се претвори во нов инфлаторен притисок. Сиромаштијата во Македонија и понатаму останува сериозен проблем, покажуваат најновите податоци на Државниот завод за статистика. Во 2024 година, стапката на сиромаштија изнесува 21,9%, а најпогодени се децата и младите до 17 години со речиси 30%. Особено алармантна е состојбата кај самохраните родители, каде секое второ домакинство живее под прагот на сиромаштија. Сиромаштијата е присутна и кај вработените, но и кај пензионерите. Председателот на Сојузот на синдикатите на Македонија, Слободан Трендафилов, порача дека минималната плата од 500 евра е недоволна и побара отворање дебата за минималец од 600 до 700 евра, предупредувајќи дека без зголемување следуваат протести и штрајкови. Председателот на Србија, Александар Вучик, најави дека следната година ќе се одржат вонредни парламентарни избори, откако, како што рече, е прифатено главното барање на учесниците во протестите. Обраќајќи се пред домот на Народното собрание, Вучик порача дека е уверен во победа и дека изборите ќе покажат вистинска поддршка низ цела Србија. Тој оцени дека протестите поминале без жртви и нагласи дека државата ќе продолжи со изградба на патишта и железници. Вучик порача дека борбата ќе биде политичка и дека, како што рече, Србија ќе излезе посилна во наредната година. Лидерот на самоопределување, Албин Курти, вети брзо формирање нова влада откако неговата партија убедливо победи на вонредните парламентарни избори во Косово, со освоени 49,3% од гласовите. Курти обезбеди трет мандат, но повторно без апсолутно мнозинство. Опозицијските партии освоија 21,13,6%, што отвора простор за надминување на долгата политичка блокада. Курти очекува поддршка од партиите на малцинствата, кои имаат 20 загарантирани пратеници. Се очекува новиот парламент наскоро да избере председател и да одблокира финансиска поддршка од Европската унија и Светска банка. Турската полиција спроведе антитерористичка операција кај селото Елмалик, при што дојде до вооружен судир со осомничени припадници на Исламска држава. За време на рацијата во една куќа, осомничените отвориле оган кон полицијата, пошто следел жесток обрачун. Во инцидентот биле повредени 7 полицајци, кои се пренесени во болница и се во стабилна состојба. Поради сериозноста на ситуацијата, на терен биле испратени дополнителни специјални единици од Бурса. Турските власти потсетија дека ИС стои зад повеќе крвави напади во земјата и најавија продолжување на засилените безбедносни операции. Францускиот председател Емануел Макрон најави дека на почетокот на јануари во Париз ќе се одржи нов состанок на коалицијата за поддршка на Украина, посветен на финализирање на безбедносните гаранции во рамки на идниот мировен договор со Русија. Макрон соопшти дека секоја земја ќе го прецизира својот конкретен придонес и нагласи дека е постигнат значителен напредок. Најавата следи по разговорите меѓу американскиот председател Доналд Трамп и украинскиот лидер Володимир Зеленски, кои изразија оптимизам дека договорот за безбедносни гаранции е речиси целосно усогласен, а мировниот план е блиску до завршна фаза. Американскиот председател Доналд Трамп изјави дека е постигнат значителен напредок во разговорите со Украина за завршување на војната, но дека остануваат едно или две многу трнливи прашања. По средбата со Володимир Зеленски во Флорида, двајцата лидери оценија дека околу 90% од мировниот план е усогласен, а безбедносните гаранции се речиси целосно договорени. Сепак, прашањето за територијата и иднината на Донбас останува главен камен на сопнување. Зеленски најави нови средби меѓу американските и украинските тимови, додека Трамп предупреди дека без договор, војната може да продолжи. Кинеската армија започна големи воени вежби околу Тајван со мобилизација на копнени, поморски, воздушни и ракетни сили. Маневрите, наречени Мисија на правдата 2025, имаат за цел да ја тестираат борбената готовност и контролата на клучни пристаништа и критични области, со активности со боева муниција во 5 зони околу островот. Пекинг порача дека станува збор за сериозно предупредување до поборниците за независност на Тајван и до надворешните сили. Властите во Тајпеј остро реагираа, обвинувајќи ја Кина за воено заплашување и нарушување на регионалната стабилност во период на зголемени тензии и засилена американска воена поддршка за островот.